Хубав добре дојде од името на тимот на Букстар, фестивалот на европската книжевност. Се наоѓаме некаде на средината од фестивалот. До сега во рамки на фестивалот се одржаа неколку одлични настани. Започнавме со промоцијата на книгата Ла Суперба на холандскиот автор Илија Леонард Фајфер. Потоа следуваше промоцијата на поетската книга Треба да е лесно на Снежана Стојчевска. Во саботата беше одличниот диалог со словенечката писателка Јела Кречиш. Денеска ја имаме дискусијата на тема книжевните жанрови, а потоа фестивалот продолжува со несмалено темпо. Следуваат уште неколку интересни промоции. Промоцијата на книгата на нашиот вечерашен гостин Хокан Несер, потоа промоцијата на познатиот шведски криминалистички автор Юси Адлер Олсен, и фестивалот привршува малку со промоцијата на книгата Антисомни на современиот македонски писател Игор Стојановски, а сето тоа ќе заврши со еден концерт и традиционално веќе трет пат промоција на тематската збирка поезија. Оваа година е односот помеѓу бунтот и литературата. Рековме се наоѓаме на половината, затоа решивме вечерва да направиме еден повеќе теориски контрапункт меѓу тоа што беше и се случуваше во изминативе неколку дена и тоа што ќе се случува во следните неколку дена. Провокацијата зошто се одлучивме вечерва да имаме тема на разговор книжевните жанрови беше токму затоа што вечерва, утре и за 3 дена ни гостуваат двајца писатели од Шведска, Хокан Несер и Юси Адлер Олсен, автори кои што се познати во Европа и пошироко по тоа што пишуваат жанровска литература, и тоа би рекол хардкор жанровска литература, литература која што ги следи правилата на жанрот, главно на криминалистичкиот и крими-трилер жанрот. Во контекст на тоа, ќе се обидеме вечерва да размислуваме и да отвориме некакви прашања поврзани со тоа во која состојба и која е состојбата на книжевниот жанр денес, бидејќи приказната за книжевните жанрови стои од почетокот на литературата, поточно од низиното теориско промислување. Идејата за тоа што представува и како представува книжевниот жанр била размислувана уште во античко време, својот врв да го доживее можеби во класицизмот, кога строго се инсистираше на немањето потреба или дури се забрануваше да се менуваат жанровите, книжевните форми и видови, до она што се случи со постмодернизмот во средината на 20-тиот век, кој што брутално, дрско и револуционерно практично ги уништи сите концепции за тоа што треба да представува книжевен жанр, па многу често авторите и писателите, секако фундирани од некои главни теоретичари на книжевноста од тоа време, почнаа да си поигруваат со жанровите. Мислам дека не можевме да смислиме подобра комбинација за луѓе кои вечерва ќе диалогизираат на темата книжевните жанрови, состојбата на книжевниот жанр во современата литература, затоа што направивме една хетерогена комбинација од луѓе кои што пишуваат жанровски, луѓе кои што пишувале жанровски, меѓутоа исто така и теориски ги осмислувале концепциите на жанрот, една теоретичарка која што обожава хибриден пристап кон литературата и од секогаш вели дека не ги признава границите во литературата, тоест не ги признава границите помеѓу теоријата и самата литература, авторка која што теориски можеби го на најдиректен начин во македонската литература го изразува начелото што во едно интервју пред 15 години го даде Пир Иглтон додека беше гостин на Струшките вечери на поезијата и велеше: сакам да бидам писател во мојата критика. Мислам дека Елизабета Шелева е токму таков автор. Од друга страна тука е гостинот од Шведска, кој што е познат автор на крими романи, академикот Влада Урошевиќ, кој што пишува проза, многу често сака да кокетира со одредени книжевни жанрови. Дел од неговите романи влегуваат во одредени книжевни жанрови. Калина Малеска, која што
исто така го осмислува од една страна на теориско ниво, како историчар на литературата, но од друга страна со интересни книги, кои што исто така некои од нив се напишани на бранот на некои популарни жанровски тенденции што беа во изминатите 20 години. Ова е мојот вкус вовед. Сега микрофонот му го давам на професорот Урошевиќ. Прашањето што ќе му го поставаме, вие во огромен број случаи истакнувате дека практично ве интересира пишувањето во рамки на одреден жанр. Ги користите капацитетите на жанрот, затоа што тоа ви дава одредена цврстина, ви дава начин, ви дава рамки во кои што може да размислувате. Некои од вашите книги може да бидат вметнати во едни конкретни жанрови, многу често кокетирате, бидејќи вашиот љубопитен дух не ви дозволува едноставно само да се држите во строгите ограничувања на жанрот, но од друга страна, вашите теориски интереси на некој начин се поврзуваат и со жанровската литература. Вие докторирате на темата книжевната фантастика и сте прв во Македонија, заедно можеби со Ферит Мухич, кој што дава одреден легитимитет на жанрот научна фантастика, даде во теоријата на литературата, а вашата претходна магистарска или хабилитација беше па поврзана со фантастиката. Кажете ми од денешна гледна точка, жанрот повеќе е ограничување или повеќе е слобода? Може ли авторот да пишува во рамки на жанрот, а сепак да не биде жанровски автор? Многу прашања, нели? Не знам колку имам време за да одговорам на нив. Добро, вака, мене ме интересираше воопшто секогаш таа жанровска поделба. Знаете, секогаш кога патувам во странство, без оглед дали нешто разбирам од тој јазик или не, влегувам во книжарници. И ме интересира како ги делат книгите таму, колку што можам да разберам, нели? А понекогаш човек ќе разбере нешто. Да речеме, турски не знам, но прекрасно е изненадувањето кога ќе видите дека романот на Фјодор Достоевски Идиот е преведено како Будала. И такви изненадувања има повеќе во различни јазици и су влегували во книжарници, нели, кај што апсолутно не знам ни азбуката не ја знам, нели, арапските книжарници или некои други јазици и писма каде што не се снаоѓам, но секогаш сум гледал дека книжарниците имаат своји распореди, нели, пред се жанровски распореди. И во Америка, да речеме, имате едно изненадување, една поделба која што кај нас воопшто не постои. Сите книжарници се поделени на литература fiction and non-fiction. Нели, кај нас предизвикува малку чудење, што е сега по вас? Како е тоа литература која е non-fiction? Добро, знаете, мислам дека големото време на жанровите помина. За мене тоа големо време на жанрови ми се чини беше 50-тите и 60-тите години на минатиот век, кога постоеше еден голем наплив и на обнова на стари жанрови, да речеме, постоеше тогаш обнова на демонската фантастика, да речеме, и постоеше обид да се направи некој нов жанр, како што беше, да речеме, херојска фантазија, или Sword and Sorcery, како што го викаат популарно, нели, Конан освојувач и така натаму. Но сега, во овој момент, мислам дека
тој наплив на различни жанрови е многу намален, многу намален. Останува главно вака само уште два жанра. Science fiction, научната фантастика и како што викаме ние криминалистички роман, како што обично се вика, нели, полициски роман. Или детективски роман. Речи си, тоа е се денес што можете да го забележите како развиен жанр. И второ нешто што го забележав во големите европски литератури, развиените европски литератури, е големата разделеност помеѓу жанровската литература, да ја крстиме условно така, и она, како да ја речеме, обичната литература. Жанровите во литературите на Западна Европа живеат во строго определени гета. Од издавачи, има издавачи кои издаваат жанровска литература, има издавачи кои апсолутно не сака да чујат за неја. Па потоа, изгледот на книгата, техничката опрема на книгата, која е строго определена за тој жанр. Различно се печати, различно изгледа криминалистичкиот роман и различно изгледа научна фантастика од сите други книги од литературата. Потоа имате книжарници, кај што е секогаш подредено така што жанровите се разделени. Никогаш нема да видите ни во најлошата книжарница да се испомешаат полициски романи со обични романи, тоа не доаѓа во обзир. Секогаш е тоа многу разделено. Потоа имате на сајмовите на книгите, по публикациите кај што се пишува за книги, строго е одредено каде се става полицискиот, каде се става научната фантастика, никогаш не се меша. Критичарите исто така се различни. Оно што пишува за полициски романи, тој пишува само за полициски романи и никој не го вика, нели, да пишува за случајно за поезија. Сето тоа покажува дека жанровите во големите западни литератури се оградени со некаква ограда. Тие живеат, реков, во некаков вид гето. Сега, прашањето е, кој ги пикнал во тоа гето? Дали самите си се оградиле за да бидат послободни во своето окружување, или пак оваа големата сериозна литература ги ставила настрана како нешто помалку важно и помалку вредно. Тоа е прашање кое може долго и нашироко да се разгледува. Во секој случај, кај нас ситуацијата стои сосема различно. Јужно од Сава и Дунав, да речеме, нели, на овој наш полуостров, не постои ниједна литература каде што жанровите се јасно ограничени како во западноевропските литератури. Не, за грците не сум сигурен, не ја знам толку ситуацијата, макар што сум буричкал тие книжарници. Дали е тоа добро или лошо? Дали е тоа добро или лошо? Јас мислам дека е лошо. Од што? Од што зависи сето тоа? Тоа зависи од ставот кон жанровската литература. Кај нас, на Балканот, жанровската литература е секогаш подценета. Таа се вика сублитература, тривијална литература, шунт, кич и така натаму, нели? И секогаш се смета како нешто помалку вредно, како нешто што не смени да се нарече литература. Од Словенија, Хрватска, па се до долу до кај нас,
жанровската литература е нешто што не се смета за доволно вредно. Исто така може да се постави прашање зошто, нели? Зошто е тоа така? Јас имам еден одговор кој не мора да биде единствен. Јас мислам дека кај нас, на овие простори, балкански, литературата секогаш била средство за ширење на други вон естетски идеи. Идеологија била многу важна секогаш кај нас во литературата. Преку литературата се пласирале политички и национални идеи пред се, со барем 2 века натаму. И што е работата? Жанровите, литературата на жанровскиот роман, ова е лоша комбинација, не е подложна на идеологизација и политизација. Многу тешко, речи си е невозможно да напишете криминалистички роман во кој ќе пренесете некаква идеолошка порака. Нема. Постоеле се разбира во советската литература, па и во бугарската литература од минатиот период. Постоеле обиди да се создаде, како да речеме, полициски инспектор комунист. Имало такви обиди, но сето тоа пак се следувало на едно исто, нели, само со малку идеолошка определба. Затоа мислам дека кај нас владее едно огромно предубедување насочено против таквите жанровски определби и против пристапувањето на жанровската литература како кон нешто сериозно. Јас ви гарантирам дека од 200 писатели на нашето друштво на писатели на Македонија, па 99 би отфрлиле со индигнација да им рече, слушај, ај напиши, ќе ти објавам еден криминалистички роман. Ќе погледна, ќе рече, што ме сметаш ти мене, јас сум сериозен писател. Кај нас не се сваќат колку е тоа еден тежок занает да се пишува, да речеме, криминалистички роман. Тоа е извонредно тежок занает, писателски. Се смета тоа дека е тоа нешто вака за една брза потрашувачка, нешто што нема уметнички вредност. Тоа сигурно. Добро, сега вие ме прашувавте мене лично, нели? Или може да го оставиме тој за вториот. Ајде, добро. Ајде. Добро, мислам дека ова беше одличен вовед.